18 часот и 54 минути. Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани слушатели, почитувани Facebook пријателки, пријатели и следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Денес наш, но и ваш гостин е Страшо Ангеловски, председател на МАК, политички аналитичар, колумнист, добар познавач на сите збивнувања во Македонија и пошироко, пред се одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник на град Скопје. Со господин Ангеловски денес ќе разговараме на актуелни теми кои се од општ интерес и за теми кои не засегаат сите нас без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господинот Ангеловски ќе разговараме за председателските избори и потенцијалните председателски кандидати. Ќе разговараме за засега единствената сигурна кандидатка за председател, односно председателка или мајка на нацијата, професорката Гордана Силјановска, како и за слоганите кои ги најавија кандидатите и потенцијалните кандидати. Ке зборуваме и за изборната програма на ВМРО, ДПМН и нивните коалициони партии. Ке зборуваме и за двојната предност на ВМРО, ДПМН и коалицијата пред СДСМ и нивните коалициони партии. Ќе зборуваме за стравувањето од неможноста да се формира влада, како и за важноста на најсилното оружје, а тоа е неприкосновениот глас на македонскиот народ и македонските граѓани наспроти гласот на сценаристите и нивните слуги за уништување на Македонија. Ке зборуваме за разводот помеѓу СДСМ и ДУИ, како и за оној помеѓу Таравари и Села. Ќе зборуваме за предизборната и за изборната председателска и парламентарна кампања, како и за метежот со патните исправи, но и за она што пред некој ден се случи на македонскиот граничен премин. Почитувани, ќе зборуваме и за постизборни варијанти за составување на нова влада, како и за обвинувањата упатени до новинарите од страна на лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски. Токму така, почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следните 80 на 90 минути ќе разговараме со нашиот гостин, господин Страшо Ангеловски, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека немаме да има никаков проблем со звучниот сигнал. Ако е така, добро ви утро, господин Ангеловски, добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро за нас овде, добра вечер вам таму, добро ве најдов и да ви кажам, се уште сум под импресија на песната која ја слушав пред малку, како може една песна да опише се што еден народ го живее. Жално, нам на вистина ни треба сплотување, на вистина ни треба да си подадеме рака, на вистина ни остана само уште ова парче земја и доколку го изгубиме, потоа може би сите нас ќе треба да не чекате таму во далечната Австралија. Не дај Боже да се случи тоа, ние очекуваме назад да се вратиме таму кај вас, а не вие кај Тебе нас. очекуваме како гости, така. Секако, јас се извинувам, но ние сме должни, значи не сме и должни само на Македонија, ние сме ви должни вам, на сите расеаните широм светот, ние сме им должни на идните генерации да сториме нешто за да сето тоа биде онака како што сите ние посакуваме. Така, господин Ангеловски, добро ви утро и од мене. Ви благодариме што сте заедно со нас и денес и со сите наши гледачи и слушатели. Ни причинува чест и огромно задоволство како и секогаш. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите и овој пат. Исто така да напомениме, доколку имаме евентуални прашања од нашите ценети гледачи, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат истакнати на екранот, доколку сметате дека треба да дадете одговор. Секако, ви благодарам. Ајде, можеме да почнеме. Им стоиме на располагање на гледачите, впрочем, и вие и јас постоиме заради нив. Токму така. Ке започнеме со она што следната недела, поточно на 2 март, ВМРО ДПМН на конвенција треба да ја потврди кандидатурата на председателскиот кандидат, во овој случај кандидатка, господја Гордана Силјановска-Давкова, бидејќи на огласот, односно повикот за оние кои ги исполнуваат условите за кандидат за председател на Македонија, кој траеше до 21 февруари, Силјановска била единствената кандидатка која се пријавила за председателски кандидат.
Силјановска го собра и потребниот број на пратеници кои застанаа зад неа, нејзината кандидатура, како услов кој е предвиден за поднесувањето на кандидатура до Државната изборна комисија. Како гледате на тоа што никој друг не се пријавил и покрај многуте имиња кои кружеа во јавноста? Дали вие од МААК и давате целосна подршка и какви се вашите очекувања? Дали овој пат господја Силјановска ќе успее да постане мајка на нацијата? Најпрво сакам да ви кажам дека сум малку изненаден од тоа што не се јави ниту еден друг кандидат, што никој не собра сила да подготви програма, да подготви визија за иднината на државава и тоа да го презентира на конвенцијата на ВМРО-ДПМН. Вака, како да сме малку ускратени ние сите од можноста да соочиме различни визии, да соочиме различни размислувања. Меѓутоа, тоа е внатрепартиска работа на нашиот коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН. Господјата Силјановска е засега единствениот официјален кандидат затоа што исполнува барем еден од условите, нели, да има 30 пратенички потписи зад себе. Таквата можност ја има само уште кандидатот на СДСМ. Сите останати ќе треба да ги бркаат потребните 10.000 потписи по подрачните канцеларии на Министерството за правда. Искрено мислам дека сите или барем мнозинството од нив тоа ќе го сторат, не затоа што самите имаат толку симпатизери, туку затоа што се потребни во оваа трка и оној на кого му се потребни ќе им помогне да ги соберат потребните потписи. Од друга страна, што се однесува до поддршката на МААК за господјата Силјановска, јас сепак ќе се воздржам, ќе ја причекаме конвенцијата на 2 март, да ги слушнеме програмите, да ги слушнеме предвидувањата, да ги слушнеме ветувањата, да ја чуеме визијата и дури потоа ќе излеземе најверојатно со целосна поддршка. Меѓутоа, сакам да знаат гледачите едно нешто, МААК не е типична политичка партија, МААК е идеја, МААК е аманет на мислите на најголемите македонски умови од крајот на 20-тиот век. МААК е останат аманет на Гане Тодоровски, на Анте Поповски, на Петре М. Андреевски, на Љубиша Георгиевски. Од тука ние имаме своји размислувања и своји визии за Македонија и сакаме тие и таквите да бидат преточени и во визијата и во размислувањето на председателскиот кандидат кој би го поддржале. Господин Ангеловски, можно ли е прецизните и строгите критериуми за кандидатите кои што ги имаат ставено ВМРО-ДПМН во објавата да ги исплаши тоа, бидејќи единствено Давкова не само што поднела кандидатура, него таа ги поднела и програмата за работа истовремено? Имено во прогласот на ВМРО-ДПМН за кандидатура стоеше јавно дека секој кој сака да се кандидира треба да ја поднесе и програмата, односно да ја поднесе својата визија за иднината на Македонија. Меѓутоа малку беше неможно да речеме, еве Националниот комитет на МААК, сега ќе ви откриеме на наша пак внатрепартиска тајна, Националниот комитет, највисокото тело на МААК, донесе одлука јас како председател на партијата да учествувам на таа конвенција, да ги поднесеме нашите идеи и визии пред тамошните делегати и да се соочиме. Меѓутоа, во прогласот на ВМРО-ДПМН не постоеше таква можност, затоа што мораше оној што ќе се кандидира да има поддршка од 30 делегати на конвенцијата или да има поддршка од општински комитети на ВМРО-ДПМН, а не на останата коалицијска партија, но како и да е, не верувам дека луѓето се уплашија, едноставно можеби оние кои размислуваа да поднесат своја кандидатура, сватија дека е можеби подобро за партијата доколку се хомогенизира околу еден и единствен кандидат, за да не дојде во ситуација на недоразбирања, во ситуација кога некој незадоволен затоа што не е тој
тој кој ќе ја представува партијата и коалицијата на претседателските избори, ќе се повлече, ќе биде незадоволен, своето незадоволство потоа ќе го шири меѓу другите членови на партијата и можеби ќе речеме е добро, иако вака навидум изгледа како малку понедемократски, кога одите само со еден кандидат на конвенција, меѓутоа можеби е добро заради хомогенизираноста, заради сплотувањето, да се одиете така со еден кандидат за кој ќе застанат сите делегати на конвенцијата. Не е тоа далеко, ќе го дознаеме после изборите на 8 мај. За сега познато е дека господја Гордана Силјановска е сигурен кандидат, односно кандидатка, а познати се и потенцијалните претседателски кандидати. Вело Марковски како независен кандидат, Билјана Ванковска предлог на Левица, Арбен Таравари предлог на Европскиот сојуз за промени, Стефчо Јакимовски од ГРОМ, Бујар Османи од ДУИ, Максим Димитриевски од ЗНАМ, Мерсиха Маиловиќ од Бошнаскиот демократски сојуз, а СДСМ својот кандидат ќе го обелодени на крајот на месецов, после изгледа дека тоа ќе биде актуелниот претседател Стево Пендаровски. Кандидатура најавија и Томе Николовски, господин Поповски и Ѓорѓи Манасков. Се држат ли кандидатите до она позната секој да го работи она што најповеќе го знае или се водат од сосема други побуди? Какво е вашето мислење за овие потенцијални кандидати? Кој од нив или од овие потенцијални кандидати има шанса да собере 10.000 потписи од граѓаните во определениот рок кој започна вчера, а ќе трае се до петок на 8 март? И кој од овие кандидати спрема вас ќе се најде во вториот круг, заедно со Гордана Силјановска Давкова? И уште едно прашање, кон кого ќе се слеат гласовите од претседателските избори од оние кои нема да се пласираат во вториот круг? Значи, за да прогнозираме кој ќе биде кандидат на господја Силјановска во вториот круг, најпрви треба да го знаеме кандидатот на СДСМ, бидејќи најверојатна е можноста дека токму кандидатот на СДСМ ќе биде тој, иако со многу мал број на гласови, меѓутоа ќе се најде на второто место и ќе влезе во вториот круг. Околу она, искрено мислам дека не сум толку сигурен дека Стево Пендаровски ќе биде повторно кандидат за претседател. Таму дворските игри, задолжена за дворските игри, за ликвидирање на политички неистомисленици е господјата Шекеринска. Останува да, господјата Шекеринска преку нејзиниот пријател Миле Зечевиќ го елиминира Оливер Спасовски од трката. Вие се сеќавате на онаа пресконференција која Оливер Спасовски ја одржа во врска со двојното убиство и со апсењето на Палчо, кога со оние непримерени изјави тој веќе се успеа да се бламира, условно речено, пред јавноста и со тоа веќе почна да ги губи позициите во трката за претседателски кандидат и сега она што се случува со пасошите и со се она, тоа се внатрешни игри во кои Оливер Спасовски е жртвата и тој испадна од можноста. Доколку Шекеринска застане зад Пендаровски, тогаш тој ќе биде кандидат, но доколку кај незе се разбудат апетитите да се вмеша во женската трка за претседател на Република Македонија, тогаш можно е таа да биде кандидатот на СДСМ. Што се однесува до тоа кој од овие кандидати кои нели ја го најавуваат своето учество ќе успеат да соберат 10.000 потписи, јас повторно ќе кажам, ќе успеат да соберат сите оние кои им се потребни на СДСМ во трката за претседател, за да прават забуна во гласачкото тело, за да одземаат од гласовите на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и можете и самите, значи, да предпоставите кои би биле тие кандидати кои секако ќе ги соберат потребните 10.000 гласа. Како гледате на слоганите кои ги најавија претседателските кандидати, особено оние од кандидатите на албанскиот политички блок, ДУИ, не за Русија, да за Европа и вредно е од Демократскиот сојуз за промени? Знаете, тој слоган не за Русија, да за Европа, јас најверојатно ќе напишам еден текст со кој ќе им одговорам на таквата инфантилност, на таквата глупост, на таквиот дебилизам. Не можам да најдам зборови за да кажам. Дали знаат тие што е Европа? Дали ја исклучуваат Русија од Европа? Дали знаат дека и Франција е дел од Европа?
да речеме. Сега пак дали знаат дека за најголем руски шпион е прогласен еден од најголемите политичари во Европа после Вториот век, Де Гол. Дали знаат дека Американската известителна агенција ЦИА 7 години во времето на председателствувањето на Де Гол ги помагаше со огромни средства алжирските бунтовници кои 7 години се бореа против Франција. И кога не можеа да го симнат Де Гол од власт затоа што им пречеше, ја измислија приказната за Де Гол како руски шпион. И некогаш е дури добро денеска да ве прогласат за таков, затоа што ќе се најдете на рамништето на еден политичар со огромен капацитет како што беше Шарл Де Гол, и дури ЦИА во тој момент, она што го работи и денеска, го плати најдобриот режисер на тоа време Алфред Хичкок да сними филм под наслов Топас. Во филмот се зборува за француски председател кој е руски шпион. Значи, пред да почнат да зборуваат глупости, луѓето од ДУИ треба прво да научат што е што, да научат што е Европа, да научат кои се вистински европски вредности, не се европски вредности оние кои денеска ни се продаваат. Европските вредности, за жал, умреа и со европските големи политичари. Ние денес во Европа имаме, како впрочем и во Македонија, имаме криза на лидерство. Ние во моментот во Европа не можеме да видиме голем политичар од типот на Де Гол, од типот на Меркел, од типот на Вили Бранд, од типот на сите оние кои до доаѓањето на либералното зло беа носители на европските политики. И од тука овие недугави политичарчиња од ДУИ, поддржани од истите такви од европските држави, можат само да кажуваат вакви глупости и на крајот на краиштата во една председателска трка да замешувате странска држава која и да ја користите во својата битка, нели, за глас или два повеќе, е дипломатски непримерено и дури може да ја доведе држава во една непријатна ситуација токму во тие дипломатски односи. Која е целта на кандидатите кои се пријавени за председателската трка, а кои од самиот старт знаат дека не можат да соберат 10.000 потписи? Еве се враќаме повторно на тоа истото. Иако знаат, да речеме, знаат дека доколку се потребни, значи СДСМ има една единствена цел на овие избори. СДСМ има за цел да собере доволно број на гласови за да не се распадне како партија, и СДСМ има за цел да одземе што е можно повеќе гласови од коалицијата предводена на ВМРО ДПМН за да овозможи влегување на ДУИ во новата влада. Сметајќи дека доколку ДУИ влезе во новата влада, штитејќи се себе си и своите кадри од криминалите кои ги сторија во изминативе 20 години, ќе ги штитат и нивните криминални партнери од СДСМ. Таа е целта на СДСМ и заради тоа и таков резултат, тие се подготвени да ги поддржат сите оние, да им соберат 10.000 потписи на сите оние за кои сметаат дека ќе успеат да откраднат 500.000, 2.000, 5.000 или не знам колку гласа. И на крај, кога ќе ги сумираме резултатите, ќе видите дека ќе има кандидати кои успеале да соберат 10.000 потписи, а на изборите не успеале да добијат ниту 6 или 7.000 гласа. И тогаш ќе ви биде јасно зашто јас денеска зборувам и тогаш ќе ги видите кои се тие кандидати. Како гледате на тоа што СДСМ и ДУИ нема да имаат консенсуален кандидат за председателските избори, туку секоја од овие партии ќе трча со свој кандидат? Дали со ваквата одлука на СДСМ и ДУИ, така наречениот Европски блок, кој наголемо го промовираа во изминативе повеќе од 12 месеци, ја направија председателската трка да се надпреварува секој против секој и како ќе се одразат врз резултатите од председателските избори? Знаете, предпоставувам, не можеш да биде човек сигурен, меѓутоа предпоставувам дека одлуката да се трча посебно е одлука на ДУИ. ДУИ процени дека СДСМ ваков никаков,
како нивни приврзок во минативе 7-8 години, денеска веќе им представува терет на нивниот грб. И решија да се ослободат од таквиот терет, од теретот кој пред нивните гласачи може да им донесе непријатности. И чинам дека одлуката да се оди посебно е одлука на ДУИ. СДСМ е веќе, како да речам, СДСМ веќе како и да не постои како политичка партија, СДСМ во овој момент делува како еден раштиман оркестар во кој секој со секого се обидува да си даде сила, да си даде кураж. Вие го видовте човекот кој нели беше премиер до пред некое време, како невкусно лупа по масите, по бините и не знам по што, и вика на цел глас, давајќи си себе си кураж, давајќи им на оние малкумина преостанати околу него кураж дека нешто ќе сторат. И од тука мислам дека ДУИ е тој кој ги диктира односите во таа коалиција. Проценија дека на председателските избори не им треба СДСМ, но ќе видиме, може би поинаку ќе проценат за парламентарните и може би ќе прифатат она што распаднатиот СДСМ им го нуди, а тоа се 3 места на носители на пратеничките листи. Тоа ниту се случило, ниту кога и да е да ќе се случи, ДУИ да има 3 места на заеднички листи со Македонска политичка партија во 3 изборни единици. Емисија гостин ни беше дополнителниот заменик министер за информатичко општество и администрација Стефан Андоновски, кој не извести дека разговорите со сите досегашни коалициони партнери се завршени и дека е постигнат консензус за заеднички настап и дека изборната програма е во тек. Вие од МАК сте дел од ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Како течеа разговорите и дали успеавте сите ваши партиски изборни заложби или само дел од нив да ги консолидирате со изборната програма на ВМРО-ДПМН? И ако сакате да не кажете и дел од вашите заложби кои ги имате ставено во вашата изборна програма, а за некој од нив пишувате и во вашата колумна од 19 овој месец. Очигледно мојот поранешен колега во Советот на град Скопје, сегашен технички заменик министер или како веќе се вика тоа, Стефан Андоновски, не е сосема во текст со нештата што се случуваат. Најверојатно ВМРО-ДПМН веќе имало разговори со еден голем дел од партиите кои се наоѓаат во коалицијата и најверојатно имало дел со оние политички партии кои се наоѓаат во коалицијата. Јас морам да го кажам тоа, затоа што такви има и во нашата коалиција, има и во коалицијата на СДСМ. Политички партии кои се загрижени само и доаѓаат на разговори со ВМРО-ДПМН, загрижени за тоа што ќе добијат после изборите, дали ќе добијат вакво или онакво место, дали ќе имаат директор некаде и така натаму и така натаму. Меѓутоа, со МАК се уште не се водени сериозни разговори. Се прекина малку тука, можно ли е господинот Андоновски или ние погрешно да го имаме сватено или пак и направи лапсус кога рече дека завршени, може би мислиш дека се во тек? Може би е така, но еве да оставиме дека сите ние можеме и да погрешиме, нели? МАК е, повторно ќе речам, МАК е малку специфична политичка партија, МАК е политичка партија која за разлика од сите останати, во оваа коалиција со ВМРО-ДПМН се наоѓа заради своите идеолошки определби. МАК е десна политичка партија која никогаш не била во коалиција со левите политички сили, односно со СДСМ. МАК е можеби единствената политичка партија од оние помалите, условно речено помалите во Република Македонија, која била во коалиција или само со ВМРО-ДПМН, или настапувала самостојно. Доколку влезете во биографиите на сите останати политички партии, ќе видите дека еден огромен дел од нив биле во коалиција и со едната и со другата страна. Од тука ние сме малку позагрижени за програмата и за визијата, отколку за тоа дали некој наш член ќе биде директор или ќе се вработи ваму или онаму. Впрочем, тоа сме го докажале низ овие 34 години наназад. И сега, нормално дека
ќе седнеме и ќе разговараме. Маак има малку поинаква визија за иднината на Македонија. Јас тоа го напишав и сега ќе се обидам овде многу накратко да го кажам. Ние кога ја формиравме како прва политичка партија Маак во 90-та година, јасно се објавивме за Македонија независна, самостојна, суверена, демилитаризирана и неутрална држава. И денес ние, доколку ја прифатевме таквата програма на МААК во 90-тата, доколку службите кои работеа тогаш во Македонија, оние од типот на УДБА и на КОС, не успееа да го растурат МААК и да создадат поделба во македонското општество, која за жал трае до ден денес, доколку ја прифатевме програмата за неутрална и демилитаризирана држава, денес немаше да дојдеме во ситуација во која се наоѓаме. Немаше да мораме да го смениме името, немаше да мораме да го бришеме идентитетот, затоа што немаше да коленичиме и да молиме да станеме членка на НАТО или на ЕУ. Како неутрална и демилитаризирана зона ќе имавме една поинаква состојба пред нас. И сега да не должам, повторно јас денеска ја реактуализирам големата идеја на големите умови кои го формираа МААК 90-тата, значи Македонија како демилитаризирана зона, прва демилитаризирана зона во светот и една од ретките неутрални држави, затоа што знаеме дека досега неутралност имаше, да речеме, и Финска и Шведска, меѓутоа заради малку можност да и помогнат на Америка, си ја продадува неутралноста од која живеа исклучително добро како бубрек во лој. Од тука, бидејќи Македонија во моментов, јас сакам да ги дефинираме многу прецизно работите, за да бидеме разбрани. Македонија во моментов се наоѓа под окупација. Значи, Македонија е окупирана држава, а се што правно е произведено под окупација, тоа е неважечко. Како е Македонија окупирана држава, јас сакам да им кажам на гледачите дека во политичката теорија, во политичките енциклопедии, доколку ги отворат, ќе сретнат термин гарантна окупација и таму се вели една држава не мора да биде окупирана со оружје, таа може да се наоѓа и во гарантна окупација. Што значи терминот гарантна окупација? Значи дека кога две држави ќе потпишат договор со кој едната се обврзува да и дозволи на другата целосно мешање во нејзините внатрешни работи, се до исполнување на обврските преземени во тој договор, таа држава се наоѓа под гарантна окупација. Потпишувајќи го договорот од Преспа и преземајќи ги сите можни обврски во насока на бришење на македонското постоење и македонскиот идентитет, од тој момент Република Македонија се наоѓа под гарантна окупација. Сите понатамошни правни действија, па и носењето на тој октроиран устав, односно уставните измени, заради кои денеска сме сведоци на ова што ни се случува со патните исправи и со сето друго, сето тоа треба да биде прогласено за неважечко. Бидејќи така е според меѓународното право, окупацијата не произведува правни действија. Доколку тоа го успееме, значи тоа ќе биде тежок и макотрпен процес. Доколку тоа го успееме, потоа следува барање за излегување од НАТО воената организација, која се случи под присила, наспроти волјата и желбата на граѓаните на Република Македонија, кои на референдум рекоа дека не се за влез во НАТО и во ЕУ, и излегувајќи од НАТО, да се побара од Обединетите нации гаранција за демилитаризирана зона, прва таква официјално демилитаризирана зона во светот, на мапата на светските држави, во која ќе нема армија, туку ќе има само еден вид многу цврста национална гарда која ќе ги штити границите од влез на мигранти и од криумчарење на дрога и останати нелиштетни материјали. Сето друго ќе биде слободно и таквата неутрална и демилитаризирана држава, јас велам, да стане седиште, да стане светска соба за диалог. Што значи тоа? Јас ќе одземам малку време, меѓутоа сакам гледачите да го разберат ова нешто. Во 1814 година, значи пред 200 години, 210 години, после Наполеоновите војни, крвави војни со кои Европа се соочила,
Во Виена се одржува конгрес кој е наречен Европски концерт. Сега многуми иначе помислат дека јас во текстот наместо концепт погрешка сум напишал концерт, меѓутоа така се вика Европски концерт. Таму шефовите на дипломатиите по покана на најголемиот дипломат можеби на сите времења, австрискиот министер за надворешни работи Метерних, седнуваат во Виена од септември 1814 до јуни 1815 и како европски концерт донесуваат одлуки за мир во Европа. Таквиот европски концерт со своите одлуки на Европа и овозможи 100-годишен мир. Наредните 100 години во Европа немаше војна, се до избавнување на Првата светска војна 1914. Идејата на Маак е токму во Македонија да се одржи, да се создаде и да делува светски концерт по примерот на европскиот концерт, во кој ќе бидат повторно присутни дипломатите на најголемите светски држави, како што се Соединетите американски држави, Руската федерација, Кина, Индија, Британија и така натаму, кои ќе седат и тука ќе изнаоѓаат решенија за мир во наредните 100 години мир во светот. Исто така, предлагаме зошто да не, да речеме токму тука во таа светска соба за диалог Македонија како неутрална и демилитаризирана да седнат земјите членки на Г7 и земјите членки на БРИКС и да носат одлуки за економскиот развој, да најдат заедничко решение за економскиот развој на оваа држава и така натаму и така натаму. Значи Македонија да ја замислиме како едно парче земја во која ќе нема војни, која ќе биде неутрална во односот кон сите и во која големите сили ќе си го најдат својот простор за да можат да разговараат за подобра иднина на светот. Може би некому ова му изгледа смешно, може би некому му изгледа многу далечно и неостварливо, меѓутоа големите визии секогаш изгледаат така далечни и неостварливи. Моментално ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, според последните анкети на јавното мислење на граѓаните, има двојно поголема предност пред СДСМ и нивните коалициони партии. Очекувате ли овој тренд да расте, особено ако се земе во предвид изборната програма и она што се случи со личните документи? Што ќе биде пресудно спрема вас за да се доближите до освојување на 61 пратеник и дали е возможна една таква мисија? Да, во секој случај мислам, еве сега јас пред вас ќе изнесам еден податок кој мислам дека ќе се потврди на изборите, на парламентарните избори. Чинам дека СДСМ ќе доживее катастрофа имајќи 21 или 22 пратеника. Чинам дека тоа е бројката која ќе има СДСМ. Наша е битката како против сите да извојуваме 61 пратеник. Затоа што сите останати кои ќе учествуваат на парламентарните избори од едната или од другата страна ќе се борат против коалицијата која ја предводи ВМРО ДПМН. Едните, оние од левата страна, СДСМ со своите коалицијски партнери, ќе не напаѓа дека сме проруски, дека сме антиевропски, дека сме десни и конзервативни, дека сме вакви или онакви. Оние пак другите, кои јас ги нарекувам шеста колона, кои ќе дојдат од зад грбот на нашата коалиција, тие пак ќе не напаѓаат дека сме премногу меки, дека сме веќе тргнати кон левата страна на идеологијата, дека тие се тие кои ќе го вратат името, дека тие се тие кои ќе поништат се од договорот со Атина, дека тие се тие кои ќе сторат се и така ќе се обидат да не стават во сендвич меѓу ултрапатриотите и ултраевропјаните. Значи, сите ќе се борат против нас. Наше е да изнајдеме начин, чинам дека начинот е многу едноставен, искреност и искреност кон гласачите. Ништо повеќе и ништо помалку. Инаку, овде морам да кажам дека лажат, значи, ќе бидам дециден, лажат сите оние кои ќе ви речат дека утре ќе го раскинат договорот со Атина и дека утре ќе го вратат вековното име Република Македонија. Зошто? Затоа што се додека оние
во светски рамки, во глобални рамки, оние кои вложија многу пари, многу труд, многу средства, многу медиуми и многу човечки ресурси во битката да се смени нашето име и да се потпише договорот со Атина, се додека тие се наоѓаат на власт во светски рамки, зарем некој може да поверува дека сега тие на Петко, на Јанко или на Станко ќе му дозволат туку така да дојде на власт и одма задутре да го врати името, да го поништи договорот. Значи, нашата обврска е како да се вклучиме во светската битка против злото, против либералното зло, кое меѓу другото ни го нанесе и нам злото со промената на името и со подпишувањето на договорот со Атина, и доколку тоа и такво зло биде победено на планетарно рамниште, дури потоа се отвара вратата за вистинските македонски патриотски сили да го одработат оно што го зборував, односно да ја поништат окупацијата и да ја вратат Република Македонија во состојба пред подпишување на договорот со Атина. Господин Ангеловски, има ли простор за стравување од неможноста да се формира влада, иако како коалиција ќе имате најголем број на пратеници? Дали е свесен македонскиот народ и македонските граѓани дека сценаристите за уништување на Македонија ќе дадат се од себе да ве оневозможат да формирате влада? Што треба вие како коалиција да направите за да ги предупредите народот и граѓаните за важноста на нивниот глас, кој во дадениот случај е многу појак од намислата и идејата на сценаристите? Ќе успеете ли во тоа и како? Знаете, ние веќе сме сведоци дека еднаш имавме постизборен инженеринг во кој, нели, волјата на граѓаните изразена на избори беше поништена. Тоа се случи 2016-та, кога нашата коалиција, освојувајќи најголем број пратенички места, и беше под притисок однадвор, токму под притисок на оние на кои целта им беше подпишување на договорот со Атина, ја погазија волјата на гласачите и се направи едно парламентарно мнозинство кое не одговараше на изборните резултати. И повторно јас се плашам од еден таков постизборен инженеринг кој повторно ќе биде одработен под притисок на истите центри на моќ кои тоа го направија 2016-та. И токму затоа јас зборувам и на телевизиите, овде ќе кажам и овде. За жал, во Република Македонија во моментов постојат политичари кои сонуваат да бидат Ивица Дачич од пред 12 години. За да знаат гледачите за што зборувам, ќе кажам, пред 12 или 13 години на изборите во Србија победи Српската напредна странка на Александар Вучич со некаде 110 пратеници. Меѓутоа и недостасуваа 9 пратеника за да создаде парламентарно мнозинство. Ивица Дачич со неговата социјалистичка партија освои 11 пратеника. Значи, само 10% од она на Вучич. Меѓутоа, Ивица Дачич со уцена дека доколку сака Вучич да има влада, тој ќе прифати, меѓутоа тој да биде премиер на таа влада. И така, Дачич со 11 пратеника стана премиер на владата во Србија. Некои од нашите политичари го сонуваат тој сон. И таа е најголемата опасност. И затоа нам ни требаат 61 пратеник. Зошто? Затоа што партиите произлезени од СДСМ, како што е знам на Максим Димитриевски, партијата која му помагаше сесрдно на СДСМ во уривање, нели, на режимот на Груевски, која фрлаше по македонската традиција и македонската гордост со фарби, со бои и така натаму левица, токму тие кои очекуваат да добијат некаде меѓу 4 и 6 пратеника, го сонуваат тој сон, односно ќе бидат присилени од нивниот ментор од СДСМ да притискаат, доколку ние имаме 55 или 56 пратеника, а тие имаат 5 или 6, да ја притискаат нашата коалиција, да ја уценуваат со неверојатни услови и барања, за да не прифатиме формирање на влада со нив, туку повторно да мораме да влеземе во влада со ДУИ и
така да СДСМ да си ја реализира целта да има заштитник во новата влада. Значи, таа е најголемата опасност, поголема е опасноста од големите уцени на политичките партии на излезени од скутот на СДСМ, отколку од албанските политички партии. На крајот на краиштата, можеби во таква ситуација, најдобра варијанта, иако и албанската опозиција знаеме дека кога станува збор за етничките или за националните прашања, таа е строго антимакедонска, како впрочем и Дуи, таа е строго проалбанска, како впрочем и Дуи, меѓутоа можеби во една таква ситуација, не дај Боже да се доведеме до таа ситуација, да немаме доволно пратеници, можеби решение и излез ќе биде формирање на влада со опозицијата на македонските албанци. Данила Арсовска најави дека ќе била носител на листа во првата изборна единица, каде што засега се знае дека таму носители на листа ќе бидат Христијан Мицковски, Димитар Ковачевски, Димитар Апасиев и Изет Меджити. Какви резултати очекувате во оваа изборна единица? Кој колку пратеници ќе освои? Тешко е да се каже кој колку пратеници ќе освои, тешко е да се прогнозира што и да е. Мислам дека првата изборна единица сепак на крајот ќе се сврти кон нас, кон опозицијата. Мислам дека сепак и колку да живеат идеолошки различни профили на луѓе во првата изборна единица, дека пак од друга страна живеат исклучително паметни луѓе интелектуалци и луѓе кои ја чувствуваат опасноста која ја демне Македонија. Опасноста од евентуално продолжување на оваа власт не би била понатамошно тонење или економски лош живот или ова или она. Опасноста од продолжување на оваа власт е целосно губење на државноста. И тука јас повторно по кој знае кој пат ќе кажам дека во моментов во Европа постојат две нефункционални држави. Тоа се државите каде што либералната елита инсталираше два кловна или двајца комедијанти, Зеленски и Заев, и тие две држави во моментов вие гледате Украина не функционира никако. Украина е за жал пред својот распад. Меѓутоа, ако овозможиме коалицијата на СДСМ и на ДУИ да владе и понатаму, гледајќи дека ниту еден систем во држава не функционира, дека Македонија полека станува целосно нефункционална држава, за жал можеме да се доведеме во ситуација во која денес Украина не на бојно поле, не со оружје, туку државата да ја изгубиме однатре, да ни пропадне во црната дупка која ја создаваат СДСМ и ДУИ. Од тука искрено сметам дека нашата коалиција, дека ние ќе освоиме најмногу пратеници и во првата изборна единица. Сметам дека господјата Арсовска можеби својот максимум го достигна како кандидат на нашата коалиција, добивајќи гласови да стане градоначалник, дека од тука натаму, иако ќе ги искористи сите ресурси кои ги создаваше во минатава една година, вработувајќи незаконски стотици луѓе во јавните предпријатија во Скопје, сметајќи дека тие ќе бидат нејзините гласачи. Сметам дека таа нема да освои ниту едно пратеничко место, иако заедно со нејзе ќе се најде и гром на Стефче Јакимовски, или можеби ќе освои едно пратеничко место. Исто така не им предвидувам кој знае каков резултат на останатите, меѓутоа сепак ќе се поделат гласовите, но нашата коалиција ќе има најголем број гласа. Ако се земаат во обзир црвените линии кои ги најавуваат сите политички партии кои учествуваат на овие парламентарни избори, особено оние од албанскиот политички блок, какви се варијанти спрема вас постојат после изборите околу формирањето на новата влада? Па знаете што, ние секогаш се соочуваме со некои такви црвени линии во предизборието. Тоа е една реторика која е општо позната и дури ајде да не речам прифатлива, меѓутоа
таква е каква што е, секој сака да му се допадне што повеќе на своето гласачко тело, дури да се допадне и надвор од сопственото гласачко тело, и тука секој се обидува да отиде во екстремност, во објавувањето на своите ставови. Јас повторно ќе речам, екстремност е и она што кажуваат дел од политичките партии македонските, кои тврдат дека за 2 дена ќе поништат договорот, и тоа е екстремен обид да се прикажат ставови кои ќе се допаднат на што повеќе, бидејќи денес за жал повторно упорно се игра на националните чувства, и политичките партии на македонските албанци играат на таа карта, и единствено на таа карта, затоа што во се друго се неуспешни, успешни се само во потпалување на национализмот, шовинизмот и во празнењето на буџетот на Република Македонија, значи во криминалот и во корупцијата. И кога не ви останува ништо друго, ами со што може да излезе дуи и да се пофали дека навистина сторила за македонските албанци, да, сторила за еден грст своји членови кои се наоѓаат на врвот и кои станаа милионери или мултимилионери. Меѓутоа, појдете и прашајте го албанецот, македонскиот албанец во Сарај, да речеме, оној кој живее со тие 20-30 илјади денари, а е вработен како хигиеничар, да речеме, во комунална хигиена, па прашајте го да ви каже што за него направи дуи. Прашајте го кој дае, кој не е во нивниот круг на интерес, односно кој не може да се добере до нивните богатства, до нивните криминали и коруптивни сделки. Од тука единствено нешто што им останува е да играат на националната карта. Истото е и со опозицијата на политичките партии на македонските албанци. Ами ние сме сведоци дека ниту, бидејќи и тие веќе во локалните средини, ваму или онаму, веќе имаа можност да направат нешто, да сторат нешто, еве, ако не за сите граѓани на државава, бидејќи очигледно тие не ги сметаат сите граѓани како своји сограѓани, туку ги сметаат само албанците, еве, барем за нив, не успеа да сторат ништо, и од тука играат на картата на таа карта и ги покажуваат тие црвени линии кои на крајот ќе станат најверојатно пинк или ќе станат розеви линии, и ќе бидат сите, знаете што се случува на крај, после изборите се почитува резултатот. И доколку некој, еве да речеме, нашата коалиција има 57 или 58 пратеника, а вие како политичка партија или коалиција на македонските албанци имате 7 или 8, во желбата да станете власт, вие вашите црвени линии ќе ги симнете многу подолу и ќе прифатите да станете дел од новата влада. Ете, тоа е реалноста. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Артан Груби дека на овие избори ќе гласале 200.000 албанци и дека очекувале околу 25 пратенички места распоредени помеѓу политичките партии од албанскиот блок, а од овој колач дуи ќе земел помеѓу 15 и 17 пратенички места. Остварлива ли е оваа бројка? Видете, да коментирате изјава на Артан Груби дури малку делува невкусно. Посебно откако прочитав некаде дека човекот станал доктор на науки. И сега како вие да коментирате еден човек кој дојде во политика како водич на групата шверцери на Слога од Скопје, фудбалскиот клуб Слога, кој освен уличарење не знаеше ништо повеќе. И сега тој денес е доктор на науки, човек чии зборови некој треба да ги толкува. Јас, извинете, ама на таков човек зборовите ниту сакам, ниту можам да ги толкувам. А инаку, што се однесува до резултатите, мислам дека некаде политичкиот блок на македонските албанци е тука некаде меѓу 23 и 25 пратеника, а тоа е само затоа што имаме ваков модел на изборен модел, маак веќе 34 години се залага за поинаков модел, изборен модел, тоа е мнозинскиот изборен модел, како што имавме во 90-тата, односно на првите избори,
Република Македонија да се подели на 120 изборни единици, каде што ќе имаме некаде во секоја изборна единица грубо по околу 5-16.000 гласачи и каде во секоја изборна единица ќе излезете вие лично со името на партијата, меѓутоа и со вашето лично име и со она што сте го постигнале. Тоа ќе рече гласачите ќе имаат избор меѓу 20, 3 или 5 кандидати кои лично ќе ви се представат и за кои ќе знаете дека гласате. Што имаме ние денес? Имаме листи со по 20 кандидати за пратеници и од некоја од листите ќе влезе, карикирам, 14-тиот. Дали вие, гласајќи за таа листа, а поведени од првиот на листата, го знаете кој е 14-тиот? Дали воопшто знаете тој како размислува? Дали воопшто знаете како тој утре задутре ќе работи? Таквиот модел им овозможува на политичките партии на македонските албанци да добијат повеќе пратеници отколку кога би биле формирани 120 изборни единици, каде што гласовите и на албанците и на македонците ќе бидат ограничени во тие изборни единици. Так. Како што се приближуваат изборите, се поретко се споменува така наречениот Европски фронт, кој владеачкото мнозинство и ненародната власт не го вадија од уста, а сега и исчезна од нивната риторика. Каде исчезна и која е причината за тоа што им се струши како меур од сапуница? Знаете, јас напишав во еден мој текст, тие преку револуција, тоа беше нели шарената револуција, стасаа на фронт. Тоа е Европскиот фронт. Значи, видите какви воинствени појмови за да се прикажат пред македонските граѓани. Од друга страна, пак ја имаме левица која има проглас во борба. Значи, се е тоа остаток од марксистичко-ленинистичкото учење во оваа држава, а впрочем и ДУИ и СДСМ се рецидив од тоа марксистичко-ленинистичко минато кое сме го имале во Македонија. Каде исчезна? Едноставно таков фронт воопшто и не постоеше. Тоа беше една обична фарса за да се представат како носители на европските вредности, како носители на оние кои се од Бога дадени да бидат за Европа и европските вредности, наспроти нас, кои нели сме платени од Путин, кои нели сме влюбеници во Русија и во руските вредности. И јас повторно, значи, ќе се навратам на Дегол, затоа им пропадна фронтот, затоа што не можеше да го издржи тестот на времето и на крајот на краиштата таа и таква Европа, за жал, е во меѓусебна војна. Вие од една страна ја имате Европската Унија како бирократска творба во која имате стотина или илјада или не знам колку вработени кои земаат плата од 20, 30 и 50 илјади евра месечно и тие луѓе се во отворена битка против собствените држави членки. Тие луѓе носат одлуки кои им штетат на државите од каде што тие дошле во Европската наддржава во ЕУ и ние сега во јуни ќе имаме парламентарни избори за Европскиот парламент и сакам да знаат гледачите дека тие луѓе кои таму одлучуваат како европарламентарци, тие немаат никаков легитимитет да бидат таму, затоа што досега сите европарламентарни избори во државите членки на Европската Унија имале излезност не поголема од 20%. Значи, тие луѓе си даваат себе си право со 20% излезност во својата држава, од која 5, 10 или 7% биле само за нив, значи со 5% или 6% поддршка во државата од која дошле, си даваат право да одлучуваат за иднината и за судбината на Европската Унија, меѓутоа и на државите членки. Токму заради тоа, тој и таков Европски фронт е неодржлив. Тој и таков Европски фронт нема иднина, иднината на Европа, па вклучително и на нашиот Европски фронт и на иднината на Македонија, значи иднината е во сојуз на суверени држави.
суверени држави кои заеднички ќе носат одлуки во едно заедничко тело, ќе носат одлуки за сопствената иднина, за меѓусебната соработка и преку тоа за иднината на континентот. Вака, една наддржава, бирократизирана установа, носи одлуки за иднината на државите, на народите и така натаму. Затоа тој и таков Европски фронт ниту постоел, ниту постои, ниту ќе постои. И добро е што го нема, добро е што најверојатно згасна под притисок на народот. Вие знаете какви беа реакциите на граѓаните во Македонија за таквиот Европски фронт и најверојатно полека тивко на прсти си излегоа од тој фронт и си заминаа секој подома. Сега веќе е познато дека ДУИ и СДСМ нема да одат на овие избори со консензуален заеднички председателски кандидат. Како тоа ќе се одрази врз изборните резултати, дали со една ваква конечна одлука отпаѓа идејата за заеднички листи на парламентарните избори, како тоа ќе се одрази и врз истите? Знаете што? Тоа што одат со посебен кандидат председателски, повторно мислам дека е желба на ДУИ и дека СДСМ како нивни приврзок тоа мораше да го прифати. Меѓутоа, тоа не значи дека во вториот круг, доколку дојдеме до втор круг од председателските избори, дека нема гласовите да се обединат околу еден од кандидатите нивни кој ќе влезе во вториот круг. Дали тоа ќе биде кандидатот на ДУИ или на СДСМ, ќе видиме. Значи, играта е таква. Бидејќи во вториот круг на вториот круг на председателски избори се одржуваат и парламентарните избори. Играта е таква да во тие 14 дена меѓу двата круга председателски избори се дава поддршка на едниот од двата кандидати кои ќе се најде во втор круг од тие две партии и со тоа да се хомогенизира гласачкото тело на ДУИ и СДСМ на парламентарните избори кои ќе се одржат истовремено со вториот круг на председателските избори. Тоа се стратегии за кои најверојатно се подучени од оние кои ги донесоа на власт и кои се борат да ги задржат. Оти свесни се тие кои ги донесоа на власт дека доколку не ги задржат нив понатаму, дека многу тешко ќе ги довршат работите со Република Македонија, а довршувањето на работите значи целосно бришење на Република Македонија и нејзино непостоење, како и непостоење на македонскиот народ. И јас не велам дека таа нема да постои со тоа што ќе биде уништена со атомска бомба или ќе пропадне в земји и ќе ја снема. Република Македонија ќе пропадне и ќе ја нема по еден принцип на окупација, односно откако со договорот од Атина, Република Македонија се наоѓа под окупација, сега започна процесот на асимилација. И сакам да знаат гледачите дека секогаш кога некој доаѓал и ја окупирал Македонија, да речеме српската окупација во 24-та година, од кога почнала и колонизацијата на Македонија, се одвива на начин што се менуваат имињата на улиците, на институциите, на установите, се менуваат имињата дури и на презимињата дури и на граѓаните, се менува културната програма во сите културни институции кое што наликува на нешто македонско, се менува образовната програма за да се учи според потребите на окупаторот, односно на Србија. Истото тоа се случува и од 41-та, кога бугарските администратори ја окупираат Македонија, се менуваат презимињата на луѓето, на институциите, на улиците, програмите во образованието и во културата. Денес, значи, тоа е асимилација. Како македонскиот народ да стане дел, то или се вика амалгамирање, да стане дел од српскиот народ во првиот случај и да стане дел од бугарскиот народ во вториот случај. Денес тој процес на асимилација го извршува едно малцинство, тоа е малцинството на СДСМ, кое како апартхејд група заедно со ДУИ врши асимилација на македонскиот народ во вештачка северно-македонска нација. Започна со бришење на имињата на институциите, менување на училишната, на образовната програма, менување на културните програми за да се избегне се што и мириса на Македонија. Еве го
тој процес на асимилација треба да приврши на 12 февруари, значи со донесување на целосно нови документи во кои нема да никако не ќе смее да се најде Македонец, Македонија, туку ќе мора да биде името на асимилаторот, односно на таа вештачка северно-македонска нација. Последен бастион во одбрана на нашето постоење е Македонската православна црква и ние сите после овие избори, ние како владеачка коалиција која ќе дојде на власт, ќе треба да ја дадеме целосна поддршка на Македонската православна црква. Зошто? Затоа што според Весфалскиот договор во создавањето на една нација и држава имаме двојство во западното христијанство нација држава, во источното христијанство православието имаме тројство нација, држава и црква. До сега го сменија името на државата, го сменија името на нацијата и чекаат само уште за да биде целосно тоа тројство и за да може да се создаде целосно нова држава и да се избрише македонската, треба да го сменат уште името на Македонската православна црква, а тоа е понудата која грчкиот владика Вартоломеј, кој инаку соработник, отворен соработник на американската ЦИА, ни го понуди да не постои повеќе Македонска православна црква, туку православна црква на Северна Македонија. Со тоа би се заокружил процесот на целосно бришење на македонската држава и на создавање на еден нов политичко правен субјект. Тоа би била некоја замислена вештачка република Северна Македонија. Ние имаме обврска да ги добиеме овие избори, а потоа да застанеме најцврсто, значи во одбрана на последниот столб, а тоа е Македонската православна црква. На 2 месеца пред изборите се подели Алијанса за албанците. Сега судбината на оваа партија е во рацете на Тетовскиот суд. Како гледате на случувањата во Алијанса за албанците пред се после меѓусебното разрешување на Села и Таравари? Кој ќе го извлече подебелиот крајот судската разрешница, ако се земе во предвид дека поголемиот дел од судската власт е под канџите на ДУИ, а помалиот на СДСМ? Можно ли ова со Алијанса за албанците да е и добро осмислено сценарио во насока да и наштетат на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија при формирање на новата влада, но и опстанок на истата после формирањето? Ова можно сценарио го базираме на изјави кои доаѓаат од страна на Таравари, Гаши, Груби, Меджети, Касани, Села и Ковачевски. Знаете, службите во оваа држава упорно, перманентно си ја работат сопствената работа, а еден од сегментите на нивната работа во уништувањето на македонската држава е поделбата. Поделбата на партиите на 2 или 3 струи започна со уништување, со обидот да се уништи МААК 90-тата и неговата поделба. И продолжи понатаму. Ние сме сведоци колку делови од ВМРО, од ДПМН излегуваа и формираа нови политички партии со предзнак ВМРО. Тоа сето беше работено од службите кои во оваа држава работат на нејзино разнебитување. Тоа се случува и со политичките партии на македонските албанци. Меѓутоа, тука голема улога во службите, таа битка на поделба на опозицијските партии на македонските албанци ја работат преку ДУИ. ДУИ се покажа како извонреден играч во таквите игри и вие знаете дека еве веќе со години како ги дели, ги цепи, ги распарчува сите останати политички партии кои не се со него или за него. И тоа е нормално и тоа е повеќе од очекувано, меѓутоа на крајот на краиштата гласачите без разлика дали Тетовскиот суд ќе донесе одлука овој или оној да биде начело на партијата и кој е легитимен дел, кој не е легитимен, гласачите ќе си окажат своето мислење и мислам дека во конечната разрешница, она што го велите, сето е ова насочено против нашата коалиција која ја предводи ВМРО ДПМН, сето е ова насочено како, повторно ќе речам, да ни се оневозможи преку изборен и постизборен инженеринг, да ни се оневозможи формирање на влада или формирање на влада со учество на ДУИ во таа и таква влада.
Какви се вашите очекувања од Тетовскиот суд? Дали ќе се формира нов политички субјект во албанскиот политички блок и дали ќе успее да се регистрира пред партиите да ги поднесат за кандидатските листи за пратеници во законодавниот дом? Знаете, не можам навистина да прогнозирам каков ќе биде исходот од тој процес кој се води во Тетовскиот суд. На крајот на краиштата тоа нема да зависи од судијата, нема да зависи од правните норми, туку ќе зависи, пак ќе речам, од службите и желбите на оние на кои им треба она крило кое ќе им треба за да работи против нас. А дали, тука се поставува вистинското прашање токму тоа, дали оној кој ќе остане надвор од легитимното, условно речено, нели, раководство, дали тој ќе успее да формира политичка партија толку брзо да ја регистрира и да учествува на изборите, или ќе биде принуден тој, другиот, како дел да влезе во условно речено коалиција со друга политичка партија, да ги повика своите гласачи да гласаат таму, а интерен договор да си направат за поделба на некакви функции или не знам што, односно некој од луѓето на тој кој ќе изгуби на Тетовскиот суд да се најде на листите, пратенички листи на некоја друга политичка партија. Доколку не успеат да се пререгистрираат, најверојатно тие ќе бидат следните потези на оној кој ќе го изгуби спорот пред Тетовскиот суд. Каква кампања не очекува до изборите? Дали ќе се ублажи сегашната остра реторика која што ја гледаме или ќе продолжи црната кампања со засилено темпо на оцрнување на противникот? Со какви проекти ќе се представат партиите до изборите? Знаете што? Ќе се најверојатно сите политички партии и коалиции, па вклучително и нашата, ќе се представат со многу остварливи и со еден дел неостварливи проекти. И тоа е реално и тоа се случувало постојано до сега. Значи, за да бидете што подопадливи пред гласачите, вие нудите она што можете да го реализирате, но и она што не можете, а што гласачите сакаат да го чујат. Тоа е посебно привилегија на помалите политички партии кои се свесни дека нема да бидат носители на власта во државата, кои се свесни дека нема тие да ја формираат влада, новата влада, и како такви имаат право да ветуваат се и се што. Меѓутоа, онаа партија или коалиција која е доволно голема за да знае дека ќе биде носител на власта, за да знае дека ќе ја формира новата влада, таа нема право на такви ветувања, затоа што веќе утредента, откако ќе ја формира владата, од гласачите кои ги дале гласот, ќе пристигнат барања да се реализираат тие нереални ветувања. И тука е главната битка на шестата колона во Република Македонија, на оние кои за нас зборуваат дека не сме доволно патриоти, дека тие се ултрапатриотите кои уште утредента, нели, ќе го поништат договорот со Атина, ќе го вратат името, па ќе ги прекинат преговорите со Бугарија, па кој знае уште што се ќе сторат. Тоа е тој наратив кој треба да им се допадне на гласачите. И во еден мал дел тоа ќе биде и успешно. Тие точно играат на најчувствителниот дел на националното, патриотското чувство на македонскиот гласач. И еден дел од гласовите ќе бидат така украдени со нереални ветувања, со нереални проекти. Од друга страна, СДСМ ќе се обиде со нереални проекти па во однос на понатамошни преговори со Бугарија, нели, и европската иднина на Македонија, дека повторно тоа за 2-3 дена ќе го решат само ако повторно добијат власт, дека нели повторно бесплатно ќе не лекуваат низ Европа, а не успеа малиот момчето Леонид да му обезбедат средства преку фондот за здравство, туку го однесоа со хеликоптер во Виена и се сликаа, се фотографира. Па тоа веќе повторно сме зборувале многу пати за монструозноста на оваа влада.
ова е еден дел од таа монструозност. Вие да користите дете, да користите момче кое е болно, за да направите свој пиар, за да им се бендисате на гласачите сега во предизборието, и при тоа да го однесете со хеликоптерот и да го фрлите како крпа, затоа што повеќе не ви треба. И во дента кога го носеле со хеликоптерот во Виена, истиот ден Фондот за здравство го одбил барањето за финансирање. Ете, такви проекти ќе ветуваат дека ќе не внесат и тоа е неостварливо. Остварливо е она што може да се стори, а јас повторно ќе бидам јасен. Ние ќе имаме две основни обврски. Првата ќе биде по добивање на власта. Првата ќе биде да ја вратиме Република Македонија од банкротот во кој се наоѓа. На сите треба да им биде јасно, Република Македонија е пред банкрот. Во овој момент се земаат кредити, се прави се за да не се почувствува банкротот до изборите. Значи, првата наша обврска ќе биде таа, и таа можеме, смееме и мораме да ја ветиме. Втората наша обврска ќе биде враќање на правдата во Република Македонија. Исто така проект кој мораме, смееме и треба да им го ветиме на граѓаните. Кога зборувам за правда, не зборувам за враќање на правосудниот систем, туку зборувам за правда во сите сфери на постоењето, во сите сфери на општественото живење. Правдата не е само во правосудниот систем, правдата е и при вработувањето, правдата е и при можноста да добиете тендер, правдата е и при можноста да работите. Значи, тие два главни проекти мора да бидат наши. Се друго е проект кој ќе се реализира патем и кој ќе си изградбата на патишта, на автопати, на ова и на она. Тоа се проекти кои се тековни работи за која и да е влада. Зборувам за два основни проекти: враќање од банкрот и враќање на правдата во Република Македонија. Господин Ангеловски, има едно прашање овде, ни го задржа вниманието од господинот Бранко Николовски, наш редовен гледач. Не знам дали може да го видите или да го прочитам. Ќе има ли втора Јалта? Да. Да, јас одамна, уште кога се случи Брекзитот, пишував дека имам текст, постои текст, кој, еве сега сакам да ви објавам и вам, и слушателите, и гледачите да знаат, во тек на месец март ќе излезат моите 3 книги со собрани колумни. На некаде на 1200 страници ќе бидат поместени сите текстови и сите колумни кои сум ги пишувал во овие 20 и повеќе години, каде што сум предвидувал, сум анализирал, многу од нештата се реализирале, некои не, и ќе бидат поканети сите оние кои ќе милуваат да дојдат на промоцијата на тие книги. Што се однесува до новата Јалта, јас пишував уште при Брекзитот зошто Британија иташе да излезе од Европската Унија, заради одржувањето на идната Јалта, на која доколку Британија беше дел од Европската Унија, не ќе можеше да биде еден од учесниците. А на Соединетите Американски држави, уште како им треба нивниот надворешно политички ментор Велика Британија да седи намаса на новата Јалта. Меѓутоа, новата Јалта овој пат, јас искрено би сакал да биде она што го замислувам во визијата за Македонија. Новата Јалта да биде светскиот концерт, на кој на заедничка маса ќе седнат Кина, Индија, Руската Федерација, Соединетите Американски држави, Велика Британија, Јапонија и уште 10, 15, не е битно, големи и моćни држави, Иран, зошто да не, Израел и така натаму, држави Бразил, држави Канада, Австралија, значи држави кои учествуваат во донесувањето на одлуки за светската иднина. Таква нова Јалта би била извонредна. Нова Јалта во смисла на поделба на светот на интересни сфери во овој момент е неодржлива, затоа што сведоци сме дека во овој момент не е битката за територии, не е битката за интересни сфери, во овој момент војната која се води и во Украина и која се води на глобално ниво е идеолошка, односно од една страна
се марксистичките либерали, предводени од американските либерали, кои како воведуваат апартхеид во светот, воведуваат политички апартхеид, представувајќи го своето северноатланско или таа меѓународна заедница која брои 16% од населението како меѓународна заедница. Имаме економски апартхеид, каде што групата Г7 се обидува да завладее со целиот свет како малцинство, и имаме обид да се воведе морален апартхеид, односно да се воведат нови поинакви морални норми на однесување преку тие ЛГБТ вредности и така натаму. Од друга страна се традиционалните вредности на православието, кои имавте и вие и сите ние и над 4 милиарди луѓе во светот можност преку интервјуто на Путин со Карлсон Такер да ги каже, моралните вредности, традиционалните вредности во заштита на семејството, на нацијата и на државата. Значи, од една страна ги имаме марксистичките тези за одумирање на државата, одумирање на семејството и одумирање на нацијата, овој пат преточени во либерално-глобалистичка концепција, и од другата страна имаме тезите за зачувување на семејството, на нацијата и на државата. Војната се води токму заради тоа, и Нова Јалта не би можела како да ги подели сферите на влијание во таа смисла. Затоа ни треба светски концерт на кој ќе се седне и на кој и идеолошките различности ќе можат да се усогласат и да донесат програма за нареден 100-годишен мир во светот. Господин Ангеловски, ако ми дозволите, ќе застанам тука малку пред да поставам прашање, бидејќи човек сум кој што не може да тржи неправилности. Сакам само да му порачам на господинот Драган Стоиловски дека треба да си појди наушни и наочни, да слуша што се зборува на емисијата на Македонски корени си овие години кои што ја водиме емисијата од 95-та година, а што се однесува до која страна држиме, ние многу често зборуваме дека ја држиме страната на Македонија. А вие, господине Стоиловски, со вашето однесување, со поддршката на оние кои што ве лажат, ве манипулираат, а ги помагате, тоа се интегра, тоа се родина, продолжете и понатака да плукате против оние кои точно си ја сакаат Македонија и кои што се грижат за Македонија и македонскиот народ. И уште еднаш само, доколку не ви се допаѓа оваа емисија, слободно напуштете ја, ама ќе пропуштите многу нешто да научите во вашиот живот. Толку, господине, се запознавме ние уште на некои емисии кои што ги водеве порано со господјата Ана Дуковска, и уште тогаш ви кажав дека сте на погрешно место и го потврдивте тоа со вашите однесувања. Опростете што, ево вака, да му се извинам на нашите слушатели и гледачи, што таков човек кој што не премолчува на неправилностите и неправдите, тоа го очекувавте, тоа го посакувавте, тоа и го добивте. Имајте си убав ден. Продолжуваме со прашањата, Јон. Господин Ангеловски, да. Еве јас ќе се надоврзам. Точно е она што го велите дека на страната на Македонија. Меѓутоа, барем јас лично кога сум гостин кај вас, се обидувам да бидам и на страната на вистината. Посебно е битно да се биде на страната на вистината, посебно е битно да не се искажат лоши зборови, затоа што има една изрека која вели: подобро е да сте слуга на 1000 неизречени зборови, отколку господар на еден изречен збор. Така. Затоа што лошите зборови влијаат токму на она за што говореше и песната пред започнување на разговорот, за поделбите меѓу македонците, и сакам таквите луѓе да внимаваат, да бидат искрени, да се обидат да ја сватат вистината, да не бидат недолични во своите обраќања, затоа што сепак верувам дека и на огромен дел од нив желбата им е да ја видат Македонија онака како што треба да биде. Меѓутоа, ќе повторам, некој си игра со нивните чувства, некој ги разгорува нивните чувства, а заради своји лични интереси. Уште не се додадам дека 35 години од колку од 95-та година, 37 години, никогаш не сме застанали на погрешна страна, остануваме ние на истата кауза, ќе продолжиме без разлика на некој дали тоа му пречело или не му пречело. Господин Ангеловски, Македонија од пред 10 дена и официјално е во предизборие
но ми се чини дека овие денови поминаа во сенка на кризата, односно нередот со личните документи. Единствена светла точка, ако може така барем да се каже, е постигнатиот договор за избор на 7-миот член на Државната изборна комисија. Очигледно, на овие избори ќе се оди со незавршени суштински измени во изборниот законник, кои измени требаше да се случат 6 месеци пред одржување на изборите, но тоа не се случи. Како ова ќе се одрази врз конечниот постизборен извештај на ОПСЕ и ОДИХР и кое зло е поголемо во ваквиот случај? Да се донесат пред да се одржат изборите, а тоа е во наредниве неколку недели, или воопшто да не се донесат и да се остават на страната влада да ги реши тие забелешки заедно со некои нови забелешки, евентуални од овие избори, и секако кај кого ја лоцирате одговорноста за неизгласувањето на измените на изборниот законник? Значи, најпрвен ќе ви кажам, за мене тоа не се суштински измени. Јас кажав, суштинска измена би била кога би се променил изборниот модел во мнозински изборен модел. Тоа е првото. Второ, не знам зошто воопшто размислуваме дали ОПСЕ и ОДХР ќе им се допадне или нема да им се допадне. Ние веќе знаеме дека се тоа организации кои за жал зафаќаат страна. И тука можеме да полемизираме уште 2 дена. Што се однесува до тоа, ќе се вратам на она најинтересното, на хаосот кој настана со личните документи, посебно со патните исправи. Тоа уште еднаш го потврдува мојата теза за окупирана држава и за асимилација. Имате ли вие право, македонскиот народ, делот од македонскиот народ кој живее во Република Бугарија, има ли право каде и да е да пише дека е македонец? Нема. Има ли право делот од македонскиот народ кој живее во сегашна Република Грција да го стори истото? Нема. Денес, нам, на македонците овде, во единственото парче слободна земја кое го имавме, после окупацијата од договорот со Атина, ни се случуваат истите нешта кои им се случуваат на македонците во Пиринот и во Егејот. Ние денес овде немаме право да се самоидентификуваме и да бидеме македонци. И покрај повелбата на Обединетите нации, која не само што овозможува, туку инсистира на можноста за самоидентификација, ние во оваа окупирана држава го немаме тоа право. И сето тоа што се случува со документите е само уште еден знак дека актуелната власт е колаборационистичка, односно дека тоа се соработници на окупаторот. Ако окупаторот е официјална Атина со договорот преку кој воспостави гарантна окупација, овие се соработници на окупаторот и се обидуваат асимилацијата која е наметната од окупаторот да ја завршат час поскоро. Тие преземени обврски го говорат токму тоа, да се избрише се што е македонско, да се избрише постоењето на еден народ, да се... Јас имав еден текст пред 5-6 години под наслов Damnatio Memoriae. Тоа во Стариот Рим, тоа била најлошата казна. Тоа било преведено, значи да се избрише од меморијата. И оние кои е на власт или еден окупатор сакал да ги казни најстрого, ги казнувал со казната Damnatio Memoriae. Оние кои не сакал да ги казне најстрого, нив ги казнувал со смрт, ги ликвидирал, меѓутоа им давал гроб, каде што можеле да почиваат и да стои нивното име. Принципот на Damnatio Memoriae значи еден човек кој е твој непријател, да не му дозволиш да има гроб, да не му дозволиш, бидејќи тогаш обично тоа биле луѓе моќни кои имале и своји монети, значи се претопувале монетите за да не остане ниту една, се уништувал неговиот имот и не му се дозволувало да има гроб со негово напишано име. Денес ние, македонците, 2000 години подоцна, ја го живееме процесот на Damnatio Memoriae, она што значи најстрога казна да те избришат од меморијата и никогаш повеќе да нема доказ за твоето постоење. Ете, тоа е она што нам денеска ни се случува. За жал.
Пред неколку дена се одржа Минхенската безбедносна конференција. Се доби впечаток дека Македонија имаше две делегации. Едната делегација е она на Ковачевски, придружуван од Османи и од амбасадорот во Минхен, а другата како еден стрелец беше председателот Стево Пендаровски. Како гледате на овој своевиден феномен? Ви наликували и на вас како поговорката село без кучиња, зашто амбасадорот и шефот на дипломатијата Бујар Османи не го придружува Пендаровски. Испаѓа дека главната цел за присуството на Пендаровски таму беше да ја кодоши, навредува и обвинува опозицијата дека го лажела сопствениот народ. Најпрво во практиката на одржување на Минхенската конференција не постои можност да учествуваат две делегации од една иста држава. Тоа ќе рече дека најпрви направивме циркус на самата конференција и дека се прикажавме како држава која навистина после се она што нашата дипломатија после сите гафови кои ги направи, ова можеби беше последниот кој ја прелеа капката, чашата. Истовремено на таа Минхенска конференција се случи уште една ситуација каде што и се дозволи на сопругата на сеја покојниот Навални, рускиот опозиционер, да се обрати. Никој не знае, како што не знае зошто Македонија... Ние не го знаеме тоа. Да, како што никој не знае како можела Македонија да испрати две делегации, никој не знае во кое својство, зошто и како. Господјата Јулија Навални се обрати на Минхенската конференција и на само еден ден после смртта на нејзиниот сопруг, таа беше дочекана таму со громогласни аплаузи и овации. Ами нашата православна традиција налага да си ги жалиме нашите починати, а не да ги користиме и да ги злоупотребуваме во политички цели. И многумина, јас ќе се надоврзам на ова, многумина и во оваа држава се налепија на смртта на Навални, обвинувајќи го руското раководство како врши политички прогони и ликвидации. Тие истите, кои тоа го говорат, крајно загрижени за смртта на Навални, не сакаат да се сетат дека во својата собствена држава, во Република Македонија, ние имаме политички затвореници. Ние имаме затвореници на кои им се политички затвореници со монтирани судски процеси, на кои им се оневозможува медицинско лекување. Ние го имаме примерот на Александар Јаневски Тошта, кој заради задоцнување, заради лекарска интервенција ставен стент, денес е казнет и не смее да излезе од затворот и да појде на контрола. Ами зарем не е тоа обид за убиство на политичките неистомисленици? Значи нека се подсетат сите тие кои во оваа држава се крајно загрижени за судбината на Навални, нека се загрижат малку и за судбината на македонските политички затвореници, а ако сакаат во светски рамки, ако сакаат да немаат двојни стандарди, нека се загрижат малку и за судбината на Жулијан Асанж, кому сега му започна завчера, му започна судењето во Лондон, и за кого САД бара да биде екстрадиран во САД, иако тој е државјанин на Австралија, не е државјанин на САД, Соединетите Американски држави бараат екстрадиција, затоа што бил политички неподобен, исто како што Навални. Значи, дајте да се тргнеме од двојните стандарди, да почнеме да размислуваме во име на вистината, во име на она што им се случува, а ги повикувам сите загрижени за Навални, веќе утре да се загрижат за судбината на македонските политички затвореници и да побараат од оваа власт да му овозможи на Александар Јаневски Тошта, човекот кој се наоѓа во исклучително тешка здравствена ситуација, да му се овозможи лекување како на политички затворени. Пред некој ден Бране Петрушевски и Миле Левков, пратеници од редовите на ВМРО ДПМНЕ, беа на еден македонски граничен премин за да проверат со своји очи каква е состојбата со патните исправи. На двајцата не им беше дозволен излез од Македонија со валидните пасоши на кои го нема името Северна, а им беше дозволено да напуштат Македонија со дипломатските пасоши на кои исто така го нема името Северна. Господин Ангеловски, пред да
поставам прашање или прашања, дозволете за нашите слушатели и гледачи да пуштиме еден мал видео прилог од моментот кога тие беа на граничниот премин. Граничниот пасош кој што се уште не ни е сменетие со Република Македонија, не ни беше дозволено да ја напуштиме територијата на Република Македонија, но зачудувачки и изненадувачки за нас беше тоа што кога го приложивме дипломатскиот пасош, истите службеници овдека ни рекоа дека немаат никаква инструкција за дипломатските пасоши и дека може да ја напуштиме Република Македонија со дипломатски пасош на кој што стои Република Македонија. Дипломатски пасош не можел да дава со старо име никој. Јас ви кажувам сега, сега некој ако има дипломатски пасош кој што го земал претходно, и тој дипломата баш би сакал да го видим кој е што патува со тој да се разреши веднаш. И сега од тој дошол во ситуација на граница да дојде да прави вест. Или е лажна веста, или тој што го има тоа треба да биде разрешен по мене. Наместо да се подсмеваат со граѓаните преку аматерски и неумешни скечеви на границите, пратениците на ДПМН нека ги вратат дипломатските пасоши и нека го повикаат нивниот министер да си ја сработи работата. Како ќе го прокоментирате овој случај и како гледате на изјавата на техничкиот премиер Џафери, кој побара двајцата пратеници да бидат веднаш разрешени поради користењето на дипломатските пасоши, како и барањето на СДСМ да ги променеле дипломатските пасоши со новото име? Значи, кога не би било премногу сериозно, ова би го сватиле како еден скеч од популарната К-15. Жално е ова што се случува, меѓутоа најверојатно мораме преку хуморот, преку сатирата да го искажеме она што ни се случува нам како на народ и на државата. Впрочем, сатирата од секогаш била најјакото оружје. Вие знаете дека Бранислав Нушич како сатиричар, затоа што и пречел на тогашната царска власт во бивша Југославија, бил испратен во Париз како дипломат само за да не пречи со својата сатира. Од тука ги разбирам пратениците Левков и Петрушевски, се обидоа на таков сатиричен начин да укажат што ни се случува. Исто така го разбирам и Џафери кој немајќи ниту сенс за сатира, ниту што и дае, веднаш се пали и бара, ајде, тој нека ги разреши доколку може, нека поведе постапка и нека ги разреши пратениците. Не знам на кој начин се разрешуваат пратеници. Џафери, навистина, веќе стануваат ликови од една комедија која не сакаме да ја гледаме. Овие луѓе се веќе ликови од една комедија која не обременува сите, како што беше Ковачевски која лупа по бините и вика, како што е овој Џафери, како што е Бујар Османи и Ахмети кои нели велат не Русија, туку Европа. Тоа е комедија. За жал, комедија која ние македонците не сакаме да ја гледаме, а сме принудени. Како ќе ги прокоментирате изјавите кои доаѓаат од парламентарното мнозинство, но и оние од претходната влада на Ковачевски која е во оставка поврзани со патните исправи, дека предложените законски измени за патни исправи од страна на новиот технички министер за внатрешни работи Панче Тошковски не можеле да се изгласаат бидејќи тоа не го дозволувал Преспанскиот договор, кој е и меѓународен, и дека патните исправи не биле за домашна употреба, но и тоа дека измените во Уставот кои измени произлегува токму од Преспанскиот договор не го дозволувале тоа. Значи, најпрвин тој договор, подпишан од двајца министри, е билатерален договор, не е никаков меѓународен договор, така што тоа веќе е првата лага која е изнесена. Второ е доказ дека СДСМ и ДУИ се колаборационисти на окупаторот во гарантната окупација и тие не размислуваат за потребите на сопствените граѓани. Не размислуваат за тоа дека 1 милион луѓе држат во заробеништво, условно речено. Тие не размислуваат дека им ги одземаат основните човекови права, правото на самоидентификација и правото на непречено движење. Тие размислуваат само како да ги извршат одредбите од договорот со кој Република Македонија е воведоа во гарантна окупација.
Тие само размислуваат како Атина да биде задоволна од нив, а преку Атина да бидат задоволни оние во чии раце Атина и Софија се само оружје за бришење на македонското постоење, а тоа се големите европски сили. Овие луѓе од така наречениот Европски фронт работат дефинитивно, ние мораме да го кажеме, работат против интересите на собствените граѓани. И тука не можеме да речеме дека против гласачите на ВМРО ДПМН. Ами работат и против собствените гласачи, против собствените членови, зарем нема денеска некој член на СДСМ кој има неодложна потреба да излезе надвор од држава. Зарем нема член на СДСМ кој има дете кое треба да го однесе на лекување, кој има можеби стар татко кој живее надвор, треба да го посети. Та зарем тие луѓе не ги чувствуваат овие идиотски постапки на собствената партија, на раководството на собствената партија. Тие и такви луѓе, членовите на СДСМ, кои ги трпат последиците од ваквото однесување на нивното раководство, во конечната разрешница треба да ги решат овие избори. Тие и такви луѓе треба да се свртат против таа партија која им го прави ова и им оневозможува да можат слободно да се движат, да ние имаме деца кои студираат надвор, кои не ќе можат да си појдат на студии, зарем нема такви деца од СДСМ. Ние имаме луѓе кои треба да отидат на лекување, имаме луѓе кои имаат бизниси кои треба да ги завршат, не мора да се тоа огромните бизниси на груби со Бехтел и Енка, може да се тоа бизниси од кои тие луѓе преживуваат, ама треба да направат увоз од Бугарија, од Турција или не знам од каде. Тие и таквите луѓе треба да ги решат изборите. Незадоволните луѓе во Република Македонија, без разлика на нивната партиска, верска, етничка и идеолошка припадност, треба да ги решат овие избори, а такви има веќе 80% во оваа држава. Има ли одговорност опозицијата за овој метеж со личните документи, како што обвинуваат од парламентарното мнозинство и од државниот врв во оставка, или одговорноста исклучиво е во владата и власта на Ковачевски, Заев и Ахмети? И како ќе го прокоментирате препрекладњето на парламентарното мнозинство, кога на дебатните емисии се обидуваат да бранат нешто што не се брани? Знаете, одговорноста на опозицијата е огромна, затоа што министерот Тошковски не отиде на граничниот премин да ги дочека образците за патни исправи, туку го пушти, нели, неговиот, мораме малку и да се пошегуваме, она што се случи завчера, држава која ќе доживее заменик министер да ангажира автомобили, придружба и се она што следува во неговото движење, за да појде на граница, за да дочека празни образци за патни исправи, таа држава веќе се наоѓа на сосема погрешен пат. Јас се извинувам и од тука, не само што е смешно да се бара каква и да е одговорност од опозицијата, не само што е смешно таквиот наратив на представниците на СДСМ на дебатни емисии, на пресконференции и така натаму, туку треба час поскоро во мојот прилеп, роден прилеп, велат да си ја покријат главата со ушите и да ги снема, да заминат конечно од македонската историја и од она што значи одлучување за македонската иднина. Па ние сме, на вистина, сакам луѓето да сватат дека ние сме жртви на колаборационистичката власт, жртви кои дел од македонците кои живеат преку океаните или не знам каде, не можат да си влезат, да си дојдат во татковината. И тие се жртви. Не можат да си дојдат затоа што после ќе можат да излезат, а треба да си се вратат на работните места, треба да си се вратат кај семејствата. Жртви сме ние овде, милион или можеби милион и половина, кои не можеме да излеземе и да си го оствариме правото на непречено движење. Значи, сите ние сме жртви на оваа и ваква власт. Жртвите мора да го казнат злосторникот, оној кој придонел тие да бидат жртви. Овој пат казната не треба да биде со физичка ликвидација, туку треба да биде со политичка ликвидација од политичката сцена на Република Македонија.
спомнате пречекот на документите, празните документи. Ние не разбравме дали имаше музика како кај тунелот. Што дали ви разбравте? Знаете, ете, тоа е тоа, значи мораме да се пошегуваме оти на крајот на краиштата и најсериозните ситуации подобро ги надминуваме со хумор и со можност да се пошегуваме. Знаете, пак ќе речам, држава во која заменик министер дочекува камион со образци, таа е навистина на европскиот пат. Дали нередот со личните документи е намерно креиран за да му се остави товар на техничкиот министер за внатрешни работи Тошковски, а со тоа и на идната влада? Па, дел е тоа, значи, ќе се остави еден терет, еден товар, ќе се обидуваат во овој цел предизборен период да подметнуваат, да прават уште поголем хаос, во кој ќе се рече, па еве до завчера, точно е, немавме, меѓутоа не беше олкав хаосот, сега еве се зголемува и така натаму, и од друга страна, тоа е, пак ќе речем, обидот на дворските игри, како најуспешно Оливер Спасовски да биде ликвидиран од можноста да биде председателски кандидат на СДСМ, и тоа е извонредно успешно завршено. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Димитар Ковачевски, лидерот на СДСМ, со која ги обвини новинарите дека се продале и ставиле на страната на опозицијата? Пред да го слушнеме вашиот став, предлагам да слушнеме делот неговата изјава. Тоа ви е кога медиумите ќе се стават во функција на една политичка партија. И после ќе се освестат и касно е. И кај ќе трчаат? Во СДСМ. Зашто? За да им ја врати демократијата. А они самите се продале. Они уште сега се продаваат. Господин Ангеловски, како гледате на ваквата негова изјава, особено што вие сте еден од првите дипломирани новинари во Македонија, ако не и прв, и која е причината што тој пред изборно им се нафрли на новинарите и каде се сокри делегацијата на Европската Унија да проговори за ова? Зошто молк од нивна страна? Значи, се сеќавате и го знаете британскиот глумец Роан Аткинсон, кој го глуми легендарниот мистер Бин, кој и молчешкум предизвикува смеја. Човеков ни наликува на него, но тој па се обидува дури и да каже нешто во кое ќе придонесе, покрај самата појава ќе придонесе да биде смешен. Значи, ќе отишле после тоа во СДСМ да ја бараат демократијата, ако предпоставува дека демократија е, да речеме, постоењето на Вистиномер, една организација која ги брише постовите на социјалните мрежи и која не дозволува поинакво мислење од она што ним им е издиктирано од центрите на моќ, тогаш да, за таква демократија ќе отидат во СДСМ. Ако смета дека демократија е да се биде владин билтен, дека секој медиум треба да биде билтен на владата, но само додека е СДСМ во владата, тогаш да, ќе отидат во СДСМ. Но кога ќе научи дека демократијата е нешто друго, дека во демократијата требаше да излезе и да рече не се согласувам со нашите политички конкуренти, ама до крај ќе се борам да имаат можност да зборуваат и да имаат право да настапуваат во медиумите. Ете, тоа е демократија. Да не се согласувам со вас, ама до смрт да се борам да имате право и вие да го искажете своето мислење. Кога овој човек ќе дознае дека е тоа демократија, тогаш може да излезе повторно и да зборува за демократијата и за СДСМ. Господине Ангеловски, сакаме да продолжиме и со неколку блиц прашања во следниот дел од разговорот. Зошто владата на Џафери не му дозволи на Тошковски да го смени началникот на СВР Тетово, а му дозволи да ги смени сите други 14 началници? Мислам, одговорот го знаете, мислам дека и не треба да го кажувам, дека точно убаво рековте, владата на Џафери, таа е влада на Дуи и таа определува каде и што може да се направи. Ним им треба
началникот во Тетово и затоа не дозволија да биде. Ниме се едно дали ќе биде сменет началникот во Гевгелија, каде што нема да зависат изборните резултати за нивната политичка партија. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Арбер Адеми дека било дојдено времето да се отвори патот за албанец да биде председател на државата со избирање во парламентот наместо на избори? Ке станат ли реалност барањата на албанските партии изборот на председател на државата да се бира во собранието? Тоа очигледно зборува за нивниот ментален склоп дека се помалку способни и помалку вредни од македонците. Како да сакаат да го кажат тоа. Зошто? Дајте го најквалитетниот кандидат, најпаметниот, оној кој ќе работи за доброто на државава, а не само за македонските албанци. Зошто да не си победи тој и таков кандидат и на директните избори, председателски избори? Зошто мора со политички инженеринг да добиеме неквалитетен кандидат, а тој да биде албанец? Значи, како самите да се понижуваат себе си, како самите да сакаат да кажат, ние сме помалку способни, па заради тоа не можеме да излеземе на избори, туку дајте некако да се обидеме преку соработка со нашиот приврзок СДСМ да издействуваме председател албанец. Измените на законот за патни исправи во среда ќе се најде во собраниска процедура. Ковачевски изјави дека нема простор за измени на законот за патни исправи, бидејќи бил врзан со Преспанскиот договор и со измените на Уставот како резултат на Преспанскиот договор. Зошто парламентарното мнозинство се уште се однесува поданички према соседите и уво не ги боли за заробените 650.000 македонски граѓани? Па, повторно ќе го кажеме истото, значи тие се колаборационисти или соработници на окупаторот. Атина е окупатор на оваа територија, окупатор со процесот на гарантна окупација и тие едноставно не смеат да излезат од тој процес, затоа што го подпишале тој и таков договор со кој се обврзале да и дозволат на Атина мешање во внатрешните работи се до исполнување на и последното нејзино антицивилизацијско барање. Ова се антицивилизацијски барања, па дали можете да замислите во 21. век, во 24-та година од 21. век, некој да ви го забрани правото на слободно, на непречено движење. И од тука час поскоро треба да дојде до промена на власта, а доколку е можно, во што не верувам, бидејќи колаборационистите не ќе смеат, да се изгласаат промени со кои ќе им се овозможи на граѓаните до крај на година да патуваат со старите патни исправи. Затоа што, верувајте, само однатре од оваа власт се тие оневозможени да ги користат. Замислете се вие да патувате во Буркина Фасо, во, не знам, во Пакистан, карикирам, каде и да е. Искрено мислите дека некој таму знае за нашиот договор со Атина и дека некој ќе ви забрани да влезете со важечка патна исправа која? Кога ќе ја стават во оној апарат кој ги проверува, ќе си покаже дека е важечка, дека има рок на траење, дека нема никаква пречка да се влезе и вие ќе си влезете. Значи, единствен кој е против интересите и против правото на непречено движење е актуелната власт. Колку председателскиот кандидат кој што ќе ја добие битката во првиот круг ќе пресуди за победникот на парламентарните избори во вториот круг? Па не мора да значи дека целосно, меѓутоа сепак сигурно е дека ќе даде ветар во едра на групацијата на партија или на партија која стои зад него. Значи дека ќе припомогне во она што значи парламентарни избори е сигурно, а најмногу ќе помогне со програмата која ќе ја представи, затоа што сакам да кажам овде дека не е визија и програма на еден председателски кандидат планот на ЕУ и на НАТО. Ако сметаат дека со тоа што ќе ги препишат плановите на ЕУ и плановите на НАТО направиле председателска програма и визија за држава, тогаш се лажат. Оној кој ќе понуди вистинска визија и програма за држава, тој ќе добие најмногу гласови и тој ќе и помогне на групацијата политички партии или коалиција која ќе стои зад него.
Дали може левица да му направи штета на ВМРО, ДПМН и Колкава и дали знам на Максим Димитриевски може да му направи штета на СДСМ и Колкава? Ајде да тргнеме прво од знам. Знам има некои 3-4%, а не знам има 11%. Се повторно излегува како шега, меѓутоа на анкетите имате одговор не знам. 11 и повеќе проценти од граѓаните се изјасниле не знам, а само 3% знам. И сега да одиме во сериозноста, значи Максим Димитриевски е инструиран, бидејќи СДСМ е свесен дека ќе одзема од нивните гласови, меѓутоа инструиран е да оди со ултрапатриотска реторика за да одземе и од гласовите на ВМРО ДПМН. Значи да се разбереме, тој е свесно вметнат, иако ќе одзема гласови на СДСМ, меѓутоа ќе прави постизборна коалиција со СДСМ, свесно е вметнат да одземе гласови и на ВМРО ДП, односно на нашата коалиција. Максим Димитриевски и Левица, сега ќе бидам можеби малку нескромен, се вметнати токму да го одземат местото на МААК. МААК е таа која ги гарантира патриотските и национални интереси и внатре во коалицијата со ВМРО ДПМН. Левица и знам се токму исфрлена тупаница на СДСМ за да влезат во тој простор. И ќе одземат, да, посебно Левица ќе одзема само од македонските патриотски гласови, за жал, затоа што удира на најчувствителната струна на виолината, односно на струната која значи патриотизам и љубов кон татковината. Ке собере ли Димитар Ковачевски доволно број на пратенички места за да стигне барем до преговори за влада? Не. Значи, дефинитивно, СДСМ, може би е премногу смело уште од денес да прогнозирам, но најверојатно ќе остане на бројката од 21-22 пратеника и нивната, уште еднаш ќе кажам и ќе видите дека тоа ќе се оствари, нивната цел е како да се одземат што повеќе пратенички мандати од ВМРО ДПМН, за да уценето ВМРО ДПМН од Левица, знам, не знам и останатите, или ги прифати нивните неподносливи и нереални услови, или формира влада со ДУИ заради спас на криминалците од СДСМ. И второ, на СДСМ желбата е да, се извинувам, да освојат доволно гласови за да не се распаднат како политичка партија, затоа што она што го зборуваат резултатите од анкетите говори дека се некаде на граница на освојување на гласови под кои би им следела пасокизација, односно судбината на Пасок кој се распадна и го снема од политичката сцена во Грција. Господине Ангеловски, ни беше чест. Ви благодариме што бевте дел и од оваа емисија. Да ви посакаме многу успех во периодот пред вас, успех и честитки и на промоцијата на вашите книги. Убав остаток од викендов, пријатно до слушање и скоро довидување. Ви благодарам што имав можност да проговорам. Се надевам дека гледачите со исклучок на оние кои имаат поинакви ставови ќе бидат задоволни од ова што го проговоривме. Меѓутоа, дозволете им, сите имаат право на став, меѓутоа немаат право на недолично коментирање и однесување. Токму во таа насака одеше и моето говорење. Ние секогаш говориме, секој има право да се окаже своето и неговото демократско право, без да го навредува другиот и другото размислување од спротивната страна. Затоа е тука македонски корени да му даде прилика на сите да се окажат своето, нивното мислење, меѓутоа ни пречи кога некој плука против други. Имено, тоа води до македонските делби, а тоа е она што најмалку ни е потребно. Токму така. Остануваме во контакт, се надевам дека за време на кампањата пред 8 мај ќе се слушнеме еднаш или два пати, ако не и повеќе. Остануваме времето да покажеш своето. Ви благодарам, ви стојам на располагање. Убав ден за вас и за сите гледачи. Пријатно. Секој е добро.